На 3.7., значи понеделник, како парламентарна група доставивме до председателот на собрание барање за нов член во Државната изборна комисија, имајќи ги предвид последните парламентарни избори кои беа одржани на 11 декември 2016 година. Имајќи ги предвид одредбите од изборниот законник, кој Државната изборна комисија го сочинуваат 9 члена, од кои 3 се експерти или независни, 3 предлагаат политичките партии кои се на власт и 3 членови предлагаат, значи, партиите кои се во опозиција. Имајќи предвид дека Движењето Беса е опозициона партија, значи ние сметаме дека ни припаѓа правото согласно изборниот законник, значи еден член во Државната изборна комисија да биде, значи, предложен од наша страна. Имајќи предвид дека прво рангираната партија во опозиција е ВМРО и тие веќе ги имаат своите 2 члена, значи по согласно законот, значи еден член би требало да има второ рангираната партија како опозициона партија во собранието. Согласно ова, значи ние и се обративме до председателот на собранието, но денеска добивме, значи, одговор од председателот, тој се прогласува дека е ненадлежен за да поведува постапка за ова прашање и ние поставуваме прашање ако тој не е надлежен за прашања кои се имаат врска со законите и постапките кои треба, значи, да се водат во самото собрание. Се знае дека членовите на Државната изборна комисија се бират во самото собрание, значи тој денеска се прогласи како ненадлежен и се поставува прашањето ако тој е ненадлежен каде би требало ние, значи, да се обратиме. Затоа ние сакаме да се обратиме и до јавноста, но секако ќе ги видиме и другите правни можности тука во собранието, за да можеме да го оствариме ова наше право кое го имаме согласно изборниот законник, кој многу јасно укажува дека 3 члена од Државната изборна комисија се од опозицијата и ние како второ рангирана опозициона партија, значи имаме право на еден член во Државната изборна комисија.